Десетици милиони евра штета претрпел буџетот преку намалените акцизи и ДДВ, мерки кои владата ги воведе по стартот на војната на Блискиот Исток, но целта била да се одржи ценовната стабилност и да се обезбеди непречено снабдување со деривати, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски, потенцирајќи дека владата будно ја следи состојбата. Цената на нафтата на светските берзи во меѓувреме и натаму се менува од ден во ден, но Мицкоски вели, иако е рано да се каже, очекува в понеделник цените на дериватите во земјава да се намалат. По последното разгорување на конфликтот и растот на цените на светските берзи, владата ја намали акцизата кај дизелот и бензините за 2, односно за 1 динар по литар, а во последниве 2 недели дизелот поскапе за 9,5 денари, а бензините за 6 динари по литар. Јас очекувам дека веќе во понеделник да имаме надолно нивелирање на цените на бензините и на дизелот, но на што е важно е што ние како држава сепак остануваме држава со најефтина цена на дизелот и на безоловниот. Станува збор за десетици милиони евра, не само за акцизите, туку и за данокот на додадена вредност. Но целта наша беше да ја одржиме ценовната стабилност, да обезбедиме континуирано снабдување. Знаете, некои држави забранија извоз, ние не забранивме извоз, напротив, односно останавме со политика да практично граѓаните од другите земји ги користат нашите бензински станици, пумпи. Освен кај горивата се следат и цените на храната, но во моментов според надлежните нема основ за мерки. Премиерот вели лично правил анализи на цените на храната и тоа за месец јуни 2022 и јуни 2026 година, кои покажале дека инфлацијата, особено во делот на прехранбените производи, била значително пониска оваа година. Ако тогаш сме имале 14,7% инфлација, сега е 3,4%. Ако тогаш прехранбените производи биле над 15% и тоа бе главниот драйвер, сега тие се 2,5%. Јас очекувам дополнително стабилизирање во јули. Инаку и според Заводот за статистика во јуни инфлацијата бележи намалување и изнесуваше 3,4%. Минимално намалување на месечните трошоци пресмета и Сојузот на синдикати, чија кошничка месецов, иако е над 68.000 денари, бележи намалување во делот кај храната и транспортот од вкупно 156 денари, споредбено со минатиот месец.